Период на веројатно големи желби, идеали, потреби. Има еден термин на англиски Great Expectations, големите очекувања. Мене во протестите и после протестите лично како поединец, ќе сакаме да ја допреме таа димензија, таков е типот на емисијата. Големи очекувања ми идеа во главата. И тоа не зборам во лична перспектива, туку зборувам во една национална патриотска перспектива. Ние мислевме и бевме убедени како студенти дека го рушиме тоталитаризмот во Македонија. Самото тоа што 98 година се менјава власта и освојуваме за прв пат се формира десничарска влада во Македонија, за мене беше еден голем мотив дека нешто можеме да правиме. Дека можеме сега ние да покажеме како мислиме дека работите треба да се одвијаат во државата. Согласно тие мои убедувања, кои што претендирам да останат лични, не ги изложувам како дел од колектив, бидејќи мислам дека личностите ги градат пошироките колективи. Тие мои убедувања многу често, многу радикално, жестоко, некогаш и неприфатливо за дел од публиката ги кажував на говорница. Не ви се чини дека таа ароганција или безобразие кое што го имате... Што ја подкрепувате ароганцијата? Начинот на настап. Зборуваме за начинот на настап кој што... Не сложувам. Нема ароганција. Мислам дека беше еден од елементите кои што не мора да ги иритира пратениците, ја иритирала пошироката јавност. Не е така. Дозволете да ви го објаснам феноменот на распнување на крст, кој што сите во нашата колективна подсвест го знаеме по примерот на Исус, меѓутоа кој што се применува до ден денешен. Подсетам само на среден век и вештерките што ги палеа, за кои што викавме дека прават црна магија, меѓутоа биле жени кои што биле само пред времето, или може би дел од научниците кои што се изгорени на клада, што сметале дека земјата е округла, а не плоча, како што велела средновековната црква. Откако се создаде во општеството една слика дека во ВМРО има некои лоши луѓе, подкрепено со партијата која што тогаш падна, СДСМ, а поврзана со тајните служби и поврзана со новинари кои што се на платен список на таа партија, еве тоа и до ден денеска треба да се сеќавате на случајот Фабрика. Значи се создава една идеална подготовка ако некој ви пречи да го отсликате како сакате. Тој може да биде и пристоен, и тивок, а вие да утврдите или да дознаете дека муабети кои што се индиректни, кои што се пласирани прво во печатени медиуми, а потоа превземени на радио, а потоа презентирани